Денеска зборуваме по предлог Законот за гаранција на Република Македонија на врските по договорот за заем за финансирање на проектот на ЕСМ за транзиција кон соларни фотоволтаици кој ќе се случи помеѓу Европската банка за развој и АД Електрани. Оваа седница се одвива во услови на страшна економска криза, во која што граѓаните се најголема жртва и ја плаќаат најголемата жртва. Оваа седница се одвива во време во кое што сиромаштијата галопира, а граѓаните се поисплашени за нивната иднина. Исто така денеска ги добивме и најновите вести дека мерките кои што беа од страна на владата за заштита на цените на дел од производите од утре нема да важат и дека ќе имаме покачување на цените на основните прехранбени производи, а тоа се лебот, млекото, маслото за јадење, кои што очекуваме од утре да имаат нови, енормно повисоки цени, како и цените на горивата кои што ќе изнесуваат повеќе од 100 денари. И така ние денеска наместо да зборуваме за тоа што можеме ние како собрание, како народни пратеници да помогнеме во оваа криза, денеска говориме, расправаме по закон за ново задолжување, закон за нов заем на државата во висина од 25 милиони евра. И се работи за нов заем, како што кажав, за ново задолжување од 25 милиони евра за ФЕЦ Осломе 2 и ФЕЦ Битола со инсталиран капацитет на 10 плюс 20 мегавати фотоволтаици за транзиција кон соларни фотоволтаици во Осломе, за кои државата гарантира дека ќе бидат вратени во дадениот рок од договорот. И факт е дека ниту една македонска власт досега не се задржувала повеќе од оваа власт, ниту пак постои власт која што трошела повеќе пари од оваа денеска. Не постои понеспособна и порасипничка власт и тоа е докажано со бројки и на дело. Уште полошо и посериозно е што овие задолжувања прават во услови на најголема криза досега, кога државата може би има и најлесна достапност до парите и до фондовите за пари, но сепак прашањето е дали овие задолжувања, овие нови заеми се добри кога тоа се прави без план, за тоа како да се трошат овие пари. Овие заеми и задолжувања ќе останат на товар на граѓаните, на нас сите тука што сме, на нашите деца и на децата на нашите деца. И кога зборуваме за задолжувањата на вратани и новото задолжување од речиси 1 милиарда евра, за која владата не најде сходно да ни каже за точно ќе го искористи. И под флоскулата парите ќе служат за поддршка на буџетот, на крајот знаеме дека парите од заемот ќе се претопат во сметките на фирмите блиски на власта. И знаеме сите дека нема ништо ново од овие заеми, нема ништо видливо. Имаме повеќе од 20.000 фирми кои што се затворени, нема нов автопат, ветениот автопат Скопје до косовска граница не е до никаде, Кичево Охрид стана веќе мит, легенда, историја само по себе. Нема нова клиничка болница во Скопје, нема нова клиничка болница во Штип, нема ништо ново, освен задолжување од 1 милиарда евра. И кога и идејата и целта на новото задолжување или на новиот заем е можеби благородна и насочена кон заштита на животната средина и производство на електрична енергија, ние сите сме сведоци дека оваа власт многу лошо се справува со енергетската криза и дека заради неспособноста на раководството, на менеджментот на енергетскиот сектор, ние плаќаме енормно високи сметки за струја, а особено големи плаќања, односно, можам да кажам слободно, жртви на високите сметки за електрична енергија се фирмите, малите и средни предпријатија, кои што се повеќе се зависни од сметките за струја и немаат можност да го развиваат својот бизнис, односно се под опасност дека ќе бидат затворени и под клуч. За најавноста да биде појасно, се работи за заем, како што кажав, кој што ќе биде искористен за инсталација на фотоволтаици, за производство на енергија од сонце. Но и тука има сомневање, затоа што според експерти, просечната цена за 1 мегават
според пресметката во овој договор, изнесува 833.000 евра, а реално на пазарот за да се инсталира 1 мегават се потребни 600.000 евра. Значи, за изградба на 1 мегават фотонапонска електроцентрала со приклучок треба реално да се потрошат од 600 до 650.000 евра, но според овој задолжување, според овој заем, ќе потрошиме многу повеќе, односно наместо 18 до 19 милиони евра, нашата влада ќе потроши 25 милиони евра. Понатаму исто така, она што е дискутабилно е и на страна 29 од прилогот 2, во износот консултантски услуги, каде што изнесува високи, енормни 750.000 евра, што остава простор за сомневање дека ќе дојде до манипулација, односно до злоупотреба на овие пари. Јас лично се надевам дека нема да биде вака, но досегашното искуство покажува дека, за жал, злоупотреби има многу. И понатаму се предвидени 500.000 евра за плановите за државата, да знае каде да инвестира, а каде не. И во оваа насока може да биде интересно и она што се појави во медиумите, во написот на истражувачката лабораторија ИРЛА, во која се вели дека поранешниот генерален секретар Драги Рачковски нарачал и платил физибилити студија во која е дадена проценка дека приватници треба да ја реформираат државната компанија ТЕЦ Осломи во сончев генератор на струја, а не ЕСАМ. И ова би било се нормално доколку во овој период вице-премиер во владата не бил Анđушев, кој што најверојатно заедно со Рашковски успеал да побара да се изработи физибилити студија точно за нивните намени и од кои што би требало да подосна да се заработи. И токму ваквите работи, ваквите предлози, ваквите наводи за криминал и криминални сценарија ни даваа за право да не веруваме во овој нов заем, односно дека парите ќе бидат искористени наменски. Дополнително, што енергетскиот сектор во државата го води крајно неспособен менаџмент, кој што е инкриминиран. И за тоа ќе дојде време кога ќе се својата одговорност. Затоа што не може вечно да се кријат менаџерите во овој сектор позади власта. Ќе дојде времето кога ќе одговараат, а тоа ќе биде многу брзо. Затоа што за сите лоши политики, затоа што досега не инвестираше ништо во развој на производствени единици, затоа што не се испочитува, односно не се исполни капацитетот на производство, еден ден треба да се понесе одговорност. И кога имаме криминална и неспособна власт, тогаш изнегуваат властоговорниците на власта, како што е први регулатор Бислимовски, па и министерот за економија, и ќе почнат да обвинуваат се и секого дека е виновен за кризата и за високата сметка на електрична енергија. Значи сите се виновни, и граѓаните, и општините, и фирмите, само не е виновен никој од власта и не е виновен Бислимовски. И можеби вчера Бислимовски за прв пат ја призна неспособноста на власта да се справи со енергетската криза, каде што призна дека годишните загуби заради недоволно производство на струја од домашните капацитети можат да одат и до 250 милиони евра. Овие 250 милиони евра се пари во девизи, кои трајно се одлеваат од Македонија. Ова се пари, доколку власта добро ги менаџира, со енергетските капацитети би останале во државата и би се реинвестирале во државата, а не би биле набор од границите од нашата држава, но тоа е тоа што е. Имаме катастрофално лош менаџерски тим во овој сектор и мислам дека е дојдено времето да си понесе своја одговорност, најпрви можеби со поднесување на оставки. На крајот ќе кажам дека заемот како таков можеби е добар, но лично се сомневам дека ќе биде реализиран согласно намената која што е проектирана. Благодарам.